Продолжува отвореното студио со гости. Влегуваме во сериозна анализа на изборните резултати, зашто се поизвестно дека прашање на време кога Стево Пендаровски ќе прогласи победа и кога неговиот ривал, професорката Гордана Силјановска-Давкова, ќе го признае поразот. Вечерва во студиото е членот на најтесното раководство на ВМРО ДПМН, универзитетскиот професор Трајко Славевски. Благодарам што дојдовте. Доаѓате од седиштето или од Не, воопшто не стигнав да отидам седиштето, бев наблюдувач во општина Желино, на едно од избирачките места во населеното место или село Требош. Има таму 4 избирачки места во се вкрстите некаде со груби со оглед на тоа дека и тие таму агитираа. Не, јас не бев да агитирам. Нели, немаше агитација. Немаше агитација. Како помина мирно? Да, како и во првиот круг и сега слаба излезеност. Имам една чудна перцепција. Вие ми велите сте во Требош, а Мицковски лидерот во Кондово. Тоа е по дефолт недоверба дека во албанските средини ќе има полнени на кутии, па тамо се лоцирате? Не, ние имавме наблюдувачи насекаде. Добро. Како нели партија, најголема опозициона партија, опозицијска партија која што застана зад кандидатот професорката Гордана Силјановска-Давкова и секако во рамките на правилата на изборниот процес, политичките партии имаат право на наблюдувачи. Високото раководство и членови на високото раководство, тука морам да бидам отворен, отидоа во средини каде што за време на референдумот некои гласачки избирачки места беа прогласени или беа очигледно дека се ризични, онаму каде што имаше полнење на кутиите. И се покажа дека се ризични или не се? Зашто не се? Најверојатно, прво прашање е сега за анализа, дали имало мотивација за такво нешто, за нерегуларности кои што беа присутни за време на референдумот. Сега, она што помина во најдобар можен ред, може да биде некој извлечена и поука, а и од некои веќе преземени мерки од страна на надлежните органи, пресудите за изборните нерегуларности во минатото против високи функционери на политички партии, мислам дека поучно влијаат врз оние кои што намераваат Професор Славевски, нерегуларно. Изборите се една чудна манифестација на внатрешно и партиско расположение. Од траурот пред 2 недели во СДСМ сега зурли и тапани тамо се слушаат. Од прогласената победа на Мицковски во првиот круг, после резултатите од првиот круг, сега има на одреден начин прилично мека и жалосна атмосфера. Губите ли и какви се вашите резултати? Вашите перцепции? Живеам во близина на штабот на Социјалдемократскиот сојуз и во живо можев да ги слушнам зорите и тапаните. Можев да слушнам, односно можев да видам хаосот што е таму направен. Дори се врши, морам тоа да кажам, уништување на приватен имот. Ево рампата каде што јас живеам, во која што инвестирале стането, зградата е уништена, за да може да се паркираат возила кои што дошле на прославата, но тоа ќе решаваме приватно и дополнително. Најверојатно ќе бараме оштета од Социјалдемократскиот сојуз, но тоа е сосема друго прашање, да не бегаме од темата. Добро, мислам, секој има право на изразување на собствените чувства. Не знам како е атмосферата во, реков, како што велите, штабот на ВМРО ДПМН, затоа што единствено што добивам на мобилниот телефон од Центарот за комуникации некои податоци за обработката на резултатите од гласањето. Дали се потврдуваат овие резултати дека е, да речем условно, дека е очигледно супериорна победата на Пендаровски, која е суперно во неколку десетици илјади. Се движат од 30 до 50 илјади. Добро, трендот беше, јас започнав да следам по обработени податоци некаде од 70% обработени гласови. Мислам дека трендот продолжува и очигледно се прави разлика во полза на еден од кандидатите, во полза на кандидатот Стево Пендаровски. Но овдека, како што вие коректно најавите на почетокот, зборот го имаат самите тркачи во оваа игра и нивните штабови. Тие треба да ги дадат оценките конечни. Јас ви кажав за впечатоците, нели, од искуството од денешниот ден, од пред 2 недели. И ги следам како и сите Добриот демократски манири е во
зрелите демократи, губитникот да излезе пред победникот и да ја честита победата. Ме чуди дека професорката Гордана Силјановска не излегува и на оден начин не го признава поразот, иако е сосема известно дека резултатите одат во таа перцепција. Тоа е отсуство на култура на духот, иако на Силјановска не можеме тоа да го се разбира, да го залепиме. Не можеме најверојатно од она што стои позади неја и незиниот однос во целата кампања која што беше прилично достоинствен, но да оставиме на неја самата да одлучи во кој момент ќе даде изјава во однос на резултатите од изборниот процес, во вториот изборен круг. Како се чувствува ВМРО ДПМН сега? Како тренд на зацврстување на позицијата на Христијан Мицкоски, на лидерот, и како тренд на враќање на инаку раситнетото, се пораситнетото партиско па и избирачко тело? Мислам, позицијата на сегашното раководство на чело со председателот Христијан Мицкоски, кој што веќе не е нов председател, веќе година и пол е позади него и големи напори, битки и така натаму во заекнување на партијата. Таа позиција е зацврстена пред скоро една година. Мислам, кога се случи оној митинг на 2 јуни во Скопје, на кој што огромна маса народ излезе, не само партиски членови, да го поддржи во тогашните ставови. И мислам дека дополнително позицијата се зацврстува оваа карта, како што ја гледате, оди во прилог на тезата дека позицијата на ВМРО ДПМН е цврста, останува да продолжи овој тренд на заекнување на партијата, на внатрепартиска консолидација. Понатаму останува ВМРО ДПМН е дежурен критичар на владата, ова беа претседателски избори, која што, како што гледаме, не испорачува на голем број на подрачја, ниту на планот на економијата, социјалната политика, здравството и така натаму и така натаму. И ова е гласот на граѓаните. Оваа црвена боја која што безмалку е преплавила целата мапа на Република Македонија. Професоре Славевски, вие на оден начин бевте жртва на Никола Груевски. Тој ве смени како министер на еден начин во кој имавте храброст да кажете дека немаш право премиера да ме менјаш. Јас сум си работел 2009 уште 2009 година. Но прашањето ми е, постои ли уште оној синдром на груевизмот во ВМРО ДПМН? Стравот дека некој од некаде, Груевски од Будипешта диригира со Мицкоски и со партијата. Ако е тоа така, јас уште овој момент би го напуштил раководството на ВМРО ДПМН, може би и партијата. Ама не е така. Верувате дека не е така. Ево, јас ви гарантирам, затоа што немам никаква причина да бидам на оваа позиција во рамките на раководството на партијата, доколку некој однадвор диригира со партијата. Тоа е дефинитивно. Има уште една работа која за време на изборите стана прилично двосмислена. Од една страна, непосредно пред изборите го проблематизиравте Преспанскиот договор и на таа карта одигравте мобилизирачка. Од друга страна, председателскиот кандидат професорката Силјановска влезе исто така со една таква негативна перцепција, дека ќе оменува, дека ќе размислува како и што да подпишува, за на крај сепак да се сведе тоа на континуитет на уставните промени, на признавање на уставните промени. Јас сега ве прашувам, дали ова ВМРО ДПМН извлекува поуки во промената не на својата идеолошка матрица, во промената на својата меѓународна политика? Останувате ли на позицијата на ЕУ и на НАТО со се Преспанскиот договор или нешто ќе менувате? Вака, јас не би се согласил дека со вашата констатација дека професорката Гордана Силјановска-Давкова на крај наводно го прифатила така, ми се чини дека рековте. Јас во една реторична смисла, беше многу јасна дека доколку биде избрана и ако не биде избрана, таа и како универзитетски професор, како врвен експерт во областа на уставното и меѓународното право, онам каде што има ингеренции, можност да го каже својот глас, како и другите, што не се согласуваат со таквиот начин или наменување на уставното име на Република Македонија, ќе одржат прашањето отворено.
И таа просурката горна населенска давка го остави прашањето за отворено. Понатаму, не знам зошто се постава прашање дали ВМРО ДПМН останува на позициите на НАТО и Европската унија, се разбира дека било и ќе остане, но укажува дека превисока е цената во овој момент за нешто што не е известно. Ево, почетокот на преговори со Европската унија не е извесен. Членството во НАТО, гледаме, некои земји го одложуваат ратификувањето на протоколот за членство во НАТО, во ред, но велиме дека цената е превисока и остануваме, тоа го кажувам и јас лично за себе, за сите оние ставови дека се направи еден договор кој што е штетен и кој што ќе има далекосеžни негативни последици за македонскиот народ, пред се. За македонскиот народ? Да. А за македонската држава? Македонската држава е држава и на македонскиот народ. Нема држава македонска без македонски народ. Добро, тоа е јасно, ама за сите граѓани е исто така штетна. Сега, не можам да зборувам во името на сите, нели? Но ако нешто е, да речем, штетно за мнозинскиот народ, најверојатно и другите не може да бидат премногу срекни. Добро, има едно прашање. Професорот Трајко Славевски останува во студиото и меѓу другото ќе имаме можности. Го очекувам исто така во студиото и Артан Груби, високиот представник на Демократската унија за интеграција, кој ми рече дека патува оджелено кон студиото. Како што веќе гледам од кадрите и од она што најавуваат нашите репортери, Молиме назад. Желим назад за медиумите. Цела Македонија да види. Добре. Ajde, ajde. Možete. Te možeme? Dobro večer.
Мој народе, благодарам, фалимендерит. Ви благодарам, граѓанки и граѓани, македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци и сите други кои на кристално чисти, фер и демократски избори, европски, одлучивте да продолжиме заедно напред. Ова денес беше нашата достоинствена Македонија, ова беше нашиот мудар народ. Ова победа денеска е пред се и над се победа на мнозинството граѓани на Република Северна Македонија, кои независно од етничка припадност, од политичка припадност, од каква било друга припадност, се обедини и рече продолжуваме заедно напред, никогаш повеќе режим. Денес победија граѓаните. Свечено сакам да објавам дека ќе им служам посветено на сите. Исходот, драги пријатели, исходот од овие претседателски избори значи загарантиран пат напред за сите нас како луѓе, како семејства, како држава во сојузите на НАТО и Европската Унија, меѓу економски развиениот свет каде што припаѓаме. Излеговме од темното дно и ова придобивка да си ја чуваме и развиваме. Но исходот од претседателските избори во нашата земја е уште поголем успех затоа што овие избори се победа на обединувањето и заедништвото. Овие избори се порака дека само заедно е можно да се оди напред. Победата на овој концепт заедно напред носи иднина за Република Северна Македонија, но истовремено и наша карта за Европа. Доказ дека само стабилност, безбедност и прогрес се можни кога сме обединети. И во јуни, кога очекуваме датум за почеток на преговори и кога ќе го добиеме датумот за почеток на преговорите, зашто не ни е подарен, не сме наградени, туку е мако трпно заслужен. Се придружувам на водството во оваа држава за евроатлантски и економски развиена Република Северна Македонија. Почитувани, ќе се залагам за правичност и правна држава, ќе стојам зад секој чесен граѓанин, ќе обединувам, нема да делам. Мојата мисија е да обединувам, сите додиме заедно напред. Граѓаните, заедниците, здруженијата, институциите, бизнисите, партиите, буквално сите. Ќе бидам фактор на стабилност, а не фактор на кризи. Отворен ни е патот кон подобра иднина, мрачното минато е зад нас, благодарение на сите вас, кои искрено, од душа, без калкулации, си ја сакаме родната земја и затоа денес донесовме зрели и одговорни одлуки за напред. Чувај го грлото сега за ова. Благодарам на премиерот Зоран Заев за поддршката. И за вербата дека е можен успех на овој концепт заедно напред, за кој што стои и целата влада. Благодарам за поддршката на сите 31 политичка партија кои што ја поддржаа мојата кандидатура. Благодарност и до против кандидатите Гордана Силјановска и Блерим Река за учеството и придонесот во овие кристално чисти демократски избори. Драги пријатели, најголема благодарност до граѓанките и граѓаните македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и сите други кои ми ја доверија честа, одговорноста
и од врската да бидам председател на сите. Ќе бидам председател на сите. Драги пријатели, ќе бидам поддршка на владата за сите важни проекти од интерес за вас, граѓаните. И да, ќе забележувам, ќе сугерирам, бога ми, ќе критикувам, секаде каде што ќе видам дека може и подобро и повеќе. Ќе бидам сојузник во остварување на интересите на граѓаните, зашто знам дека успех е можен само со искрен пристап, со соработка, со трпение, со мудрост, со конструктивен и критички дух, што не влече напред. Сакам, почитувани драги пријатели, да ви ветам една работа. Ќе бидам председател на државата од кој нема да се срамите и тука и во странство. Драги пријатели, ви благодарам за поддршката. Продолжуваме заедно напред, или како велевме, башка прпара. Благодарам на сите. Пред да почнеме, ве молам уште еднаш простор за медиумите. Преку нив и нивните камери ќе не види целиот наш народ, цела наша држава. Ве молам. Знам дека радоста е голема, да им дадеме простор. Ви благодарам многу. Честитки и благодарам, почитувани граѓани. Имаме успешни и демократски избори. Добивме председател на државата. Почитувани, ве замолувам да го иследиме пресот до крај, да слуша цела Македонија. Одекна мнозинската граѓанска определба на чисти, фер и демократски избори. Продолжуваме заедно и одговорно напред. Патот, почитувани граѓани, патот е потврден и поплочен со успех. Република Северна Македонија со сигурност продолжува напред. Граѓаните остануваат заедно во остварување на стратешките цели. Ова е, почитувани граѓани, наша заедничка зрелост на дело. Ова е победа на концептот заедно напред. Но пред и над се, ова е победа на граѓаните и на Републиката. Денес сите можеме да славиме. Заедно покажавме дека имаме земја која е европска и имаме горд и одговорен народ со јасни европски и демократски определби. Водевме достоинствена и современа кампања. Имаме безпрекорно чисти избори во двата изборни круга. Северна Македонија покажа врвни демократски капацитети. Покажавме уште еднаш дека сме подготвени за Европа. Од денеска ништо повеќе не е исто. Никој повеќе не може да застане на патот на прогресот и перспективите. Граѓаните го кажаа своето. Еве го резултатот. Од преброени околу 96,5% од гласовите, Стево Пендаровски има освоено над 423.000 гласови, а Силјановска нешто над 368.000 гласови, што е разлика
за повеќе од 55.000 гласови. Вечерва имаме и победа во Охрид. Новиот градоначалник е Константин Георгиевски, кој победи со повеќе од 3800 гласови. Имаме и градоначалник на Новосело, нашиот пријател Никола Андонов. Браво, граѓани! Од различни етнички заедници, од различни политички определби, определени и неопределени. Браво на сите! Исходот од денешните избори е потврда дека растеме уште повеќе, дека донесовме одговорна одлука и дека заслужуваме да одиме напред. Нашето место е во НАТО, нашето место е во Европската Унија. Точка. Крај за режимот и мрачното минато. Нема веќе режим. Никогаш. Мицковски е поразен. Поразени се деструктивните политики на раководството на ВМРО ДПМН. Поразени се политиките на поделби, на немање став, на конфликт, неизвестност и сеење стравови. Како власт, централна и локална, во соработка со новиот председател, остануваме посветени на нашите приоритети. Прво, нашата земја станува полноправна членка на НАТО и наскоро почнуваме преговори со Европската Унија. Второ, Второ, продолжуваме да ги насочуваме парите кај граѓаните по сите основи. Трето, ги отстрануваме слабостите во владењето кои што предизвикаа реакција кај јавност. Сите функционери мора да му служат на народот, од прв до последен. Четврто, ставаме конечен крај на поделбите. Заедно градиме обединување внатре и сојузништво надвор. Република Северна Македонија покажа како се надминуваат политичките бариери. Ќе покажеме и како се достигнуваат економските рекорди за доброто на секој човек во оваа земја. Напредокот на Северна Македонија ќе биде мотор и за напредок и на регионот и на Европа. Ќе се учи за оваа успешна политичка пракса и за оваа граѓанска зрелост. На Европа и даваме уште една европска вредност. Еве го резултатот на обединувањето и на заедништвото. Избравме на фер и демократски избори, во европски дух, во заедништво, европски председател на државата. Стево Пендаровски, достоинствен представник на граѓаните македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и другите, ни се придружуваат на патот на прогресот, просперитетот и перспективите. Заедно одиме напред со Стево Пендаровски. Честитам председателе на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Да ми ги чуваш и да не ги штитиш граѓаните. Биди посветен на она што го најдовме во тебе како вредност. Биди секогаш праведен и правичен, секогаш објективен, секогаш критичен, со слух за потребите и интересите на граѓаните. Еве ги резултатите кога се слуша граѓанскиот глас. Ти си тој резултат. Оваа генерација политичари, оваа генерација граѓани на денешнината одговорија на аманетот на предците и на должноста на своето време. Со пенкало и глас за доброто на сите донесовме исправна одлука и продолжуваме.
Заедно напред! Почтувани граѓани, Пендаровски е наш, ваш, мој, твој председател на сите нас. Има зацртан пат пред себе. Тоа е нашиот заеднички пат на заедништво, на соработка и солидарност, пат за подобар живот на секој наш граѓанин во ова наше едно заедничко општество. Изразувам благодарност и честитки до сите институции за професионалноста и одговорноста. Благодарам до сите граѓани најмногу. Благодарам и до сите Благодарам, почитувани граѓани од сите етнички заедници. Јас лично, а верувам и сите ние, сме горди на нашиот народ. Сакам да се заблагодарам и до сите политички партии и сите политички субјекти кои учествуваа на овие избори. Благодарам до 31-та политичка партија кои што застанаа од коалицијата позади Стево Пендаровски. Има доблес, има големина, покажаа зрелост. Државата и народот ни е пред се. Сакам да се заблагодарам и до поголемиот дел од гласачите кои што гласаа за господинот Блер Имрек и партиите Алијанса на албанците и Беса, кои ги оставија слободно своите поддржувачи да излезат и гласат. И гласаа за НАТО и ЕУ. Гласаа за Пендаровски. Тоа е демократска зрелост, но и одговорност кон државата. И сакам на крајот да кажам уште нешто од овие избори. Од овие избори сите, ама буквално сите, треба да извлечат поуки. Нашата поука е приземјување на одредени поединци и максимално фронтално ангажирање на сите полиња од нашето општествено живење. Поуката за нашиот опонент ВМРО ДПМН. Крајно време е конечно да се модернизира и реформира, да ги напушти застарените методи на делување и да свати дека Северна Македонија ја сочинуваат сите нејзини граѓани. Па сепак, она што треба да остане е нашата подадена рака, раката на помирување. Без тоа проблеми ќе има. А зошто ни се проблеми? Ајде, сите да одиме заедно напред! И конечно, честитки и благодарност до небо за сите граѓани на нашата земја. Добивме председател, имаме чист пат да продолжиме напред со Стево Пендаровски. Нека ни е честито и со среќа. Ве молам. Само уште еднаш. Тоа беа настапите на председателот, идниот председател на Република Северна Македонија Стево Пендаровски по соопштувањето на неофицијалните изборни резултати и на премиерот и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Иако по мој вкус би било за очекување Стево Пендаровски да биде главна звезда и дека Зоран Заев требаше да се усогласи во тајмингот и во времето во едно порационално излагање. Како и да е, СДСМ слави, се очекува Мицковски и Силјановска опозицијскиот тандем за едно 15 минути да одржат пресконференција. Во студиот е приклучен и Артан Груби, еден од челниците на ДУИ. Освен што ќе кажам дека си го исполнивте цензусот, зрачите со среќа дека покажавте оти
сте респективна сила наспроти река или заради тоа што успеа концептот на консенсуалниот претседател? Среќни и зрачиме сме затоа што сме одлучувачки фактор. Среќни и зрачиме затоа што сме определувачки фактор, освен што сме одлучувачки. И дека токму гласовите на Демократската унија за интеграција, кој што во вториот круг во огромно мнозинство излегува во поддршка на заедничкиот концепт за консенсуалност, кој што извира од Охридскиот рамковен договор, беа пресудни, одлучувачки и определувачки за победата на господинот Стево Пендаровски, кој што очекував дека исто така ќе му се заблагодари на господинот Ахмети при вечерашното обраќање, можеби не се присети на тоа, но верувам дека резултатите ќе го потсетат и сметам дека секој граѓанин на нашава држава ја цени државничката улога на господинот Ахмети и улогата на ДУИ како партија не сиве во овие години и веќе ја препознава определувачката, одлучувачката и пресудната улога на Ахмети и на ДУИ во било кои избори, било тоа да се и за претседател на собрание, мислам во собранието, дали се тоа локални, се покажи во Охрид, дали се тоа претседателски или парламентарни, таа одлучувачка и пресудна улога на ДУИ не прави многу среќни, не прави многу самоуверени и не прави многу одговорни пред нашето гласачко тело и се надевам дека таа поддршка што ни ја дават од 2002 година па се до денеска, никогаш нема да ги разочараме нашите гласачи, туку ќе одлучиме така како што они сакаат. Во овој момент, да, имам сигнал дека има прес на Државната изборна комисија, да го чуеме, ми се чини неофицијалниот ново за кој што сметале дека треба да дадат. Исто така им честитам и на граѓаните кои не излегоа на овој изборен ден и се надевам дека во идните изборни циклуси ќе го направат тоа и ќе го дадат својот глас за кандидатите кои што ќе бидат на наредните избори. Сакам да им честитам и на кандидатите кои што на овој изборен ден беа од двете страни, значи меѓутоа се покажа дека имавме добри кандидати кои што во текот на целата предизборна кампања се однесуваа прилично коректно. Нема да им замерам за последните денови кога ги фати замор во текот на кампањата и дадоа некои несериозни изјави, меѓутоа сето тоа е во склоп на предизборната кампања. И му честитам на победникот на овие избори, господинот Стево Пендаровски, и се надевам дека ќе ја извршува својата функција во наредните 5 години успешно. Се разбира, ова уште еднаш ќе напоменам, се првичните неофицијални резултати. Државната изборна комисија во текот на вечерта ќе ги прими сите изборни материјали од сите општински изборни комисии, а во текот на утрешниот ден ќе имаме нова пресконференција на која што ќе можеме да ги соопштиме резултатите во 100% обработка, се разбира, и од тогаш ќе можат да течат роковите за приговори доколку ги има и понатаму да се одвива целата постапка. Истовремено сакам да им се заблагодарам и на општинските изборни комисии, на избирачките одбори, во најголем дел си ја завршија добро работата. Оние кои што сметаме дека имаат одредени нерегуларности и неправилности во нивното работење, Државната изборна комисија, како и во изминатиот период, така и сега ќе ги санкционира. Меѓутоа, во глобала можам да оценам дека оценката за нивната работа е позитивна. Ви благодарам, доколку имате било какви прашања, повелете. Оживо шефот на Државната изборна комисија, изборните резултати, Стево Пендаровски е прогласен за претседател, во студиото Трајко Славевски, ВМРО ДПМН и Артем Груби ДУИ. Што сега очекуваме? Смирување на страстите или продлабочување на ривалитетот надвор од политичкиот речник и ќе се концентрираме ли на заедничките основи кои може да бидат стратешки за Македонија? Славевски? ВМРО ДПМН се држи токму на тоа што вие го кажавте, како партија во однос на својот главен политички противник, тој е Социјалдемократскиот сојуз. И ја држи таа константа. Сега имавме претседателски избори. Мислам на овие избори гласа граѓаните, сега не се согласувам со некои математики изборни. Не знаеме
која партија, особено од овие помалите, колку гласови освоила, тоа ќе се види на следните парламентарни избори. Така што тоа исто значи и за конвојот на ВМРО-ДПМНЕ. Така што ВМРО-ДПМНЕ како најголема опозицијска партија, која што како што гледате ја подцрвена мапата на Република Македонија, значи не Мицкоски, туку Заев е главниот губитник на овие избори и тоа се гледа од двојно подолгиот говор кој што вие го забележавте од победничкиот кандидат за овие председателски избори и потребата да ја продолжи кампањата која што ја водеше. Ова што тој вечерва го соопшти, што го видовме на пресот, е на еден вид продолжување на кампањата, односно еден опортунизам да се искористи оваа ситуација, поразот да се прикаже како победа, но тоа најверојатно само наивните може да поверуваат во тоа. И сакам да кажам дека овдека господин Заев се кити со туги перја. Не одам понатаму да образлагам зашто го кажувам тоа. За 10 минути Мицкоски и Силјановска ќе одржат пресконференција и се надевам дека ќе признаат на еден демократски елегантен начин. Се разбира, јас тоа го очекувам, макар што не сум имал никаков контакт ниту со едниот, ниту со другиот. Ви кажав дека од Требош дојдов директно тука. Но Мицкоски ќе укаже и на сите неправилности, нели, во основа на гласачките места. Внимајте, на гласачките места немаше неправилности. Јас тоа го видов. Има ли сега услови за предвремени парламентарни избори на кои ВМРО-ДПМНЕ? Да завршам мислата. Мицкоски ќе укаже на сите притисоци на кои што беа изложени десетици граѓани на Република Македонија, особено оние вработени во јавниот сектор. Бројот на неважнички гласачки ливчиња и сега е голем, како што може да видите. Тоа се присилени граѓани да излезат, само да се регистрираат дека излегле и да го поништат гласачкото ливче. Не верувам дека албанските гласачи го направиле тоа во овој случај, затоа што и во разговор со голем број на лица кои што ги сретнав денеска за време на моето наблюдување на изборите во гласачките места на Требош, тоа можев да го заклучам. Понатаму, тешко е да се докаже масовниот подкуп на гласачи кој што беше присутен особено кон некои ранливи заедници во Република Македонија. И мислам дека на тоа не само што ќе реагира ВМРО-ДПМНЕ, има и пријави во текот на денешниот ден за населби во Прилеп, Тризла и така натаму и така натаму. Дали ви одзвонуваат прислушуваните разговори фатиги и циганите за УВО, ако треба? Дали мислите дека се амнестирате од тој тип на изборни фалсификати и тортура? Не зборуваме за сега, нели? Одговорите ми директно и прецизно. Дали мислите дека сега со овие изборни резултати е неопходно парламентарни избори и дали вие ќе инсистирате на тоа, што значи дали ќе внесувате еден нов дух на политички ревалитет до некаква тензичност. Видите, доколку утре би се одржале парламентарни избори, ВМРО-ДПМНЕ ќе биде победничка партија. Погледнете ја мапата овдека. Тогаш ќе се соочи со главниот политички противник, Социјалдемократскиот сојуз. И на претходните избори бевте победничка партија, но немавте коалициски партнери. Овде ви седи коалициски партнер кој го испуштивте. Беве, а го испуштивте. Не го испуштивме ние. Не го испуштивме ние коалициски партнер. Имате перцепција на гуревизмот кој имаше во последниот петелетие еден албанофобски пристап. Не, тоа нема никаква врска. Мислам, можеше да се забележи во текот на кампањата дека такво нешто с краја да е далеку од однесувањето на ВМРО-ДПМНЕ. Ако зборуваме принципиелно за, да речам, односот кон клучни национални прашања кои што го засегаат во овој случај мнозинскиот народ и со тоа целата држава, зашто зборувавме во првиот дел од разговорот, во тој случај тоа е сосема легитимно. Политичката борба во овој момент е насочена на ВМРО-ДПМНЕ кон главниот политички противник и ВМРО-ДПМНЕ тука е супериорна по сите прашања. Груби има ли потреба од парламентарни избори или влегуваме ли во една фаза на релативна политичка стабилизација, без оглед на слабостите кои ги имате кај коалициско владење во големиот обем на ветување, малата реализација? Знаете, ја би направил мала дигресија во однос на тоа што го прашав ти професорот претходно. ВМРО навистина може да ги победи изборите, следните парламентарни или било кој, но прашање е дали им ќе може да ја капитализира таа победа преку својот коалициски капацитет кој што го има во моментов.
како што се деси во 2016 година, нели? Во однос на слабата реализација, јас би рекол дека што се однесува на демократската унија за интеграција, нашата реализација е скоро 100%. Значи, ветивме закон за јазиците, ветивме уставни промени, ветивме НАТО, ветивме решавање на спорот со името, ветивме датум за преговори со Европската унија и тоа беа нашите главни ветувања во нашата програма и скоро 100% ги реализиравме. Очекуваме датум за отпочнување на преговори со Европската унија во текот на годинава, да добиеме, со тоа сме реализирале програмата. Остануваат само и проекти, логистички проекти кои што треба исто така да започнат, како што е автопатот Скопје-Блаце, исто така завршувањето на автопатот од Кичево до Охриди Струга, што ќе заокружи скоро 100% програмата која што ја сме ветиле како демократска унија за интеграција пред нашите граѓани. Груби, само еден момент ве молам. Тој дел е ваше дискреционо право. Но допират ли до вас овие критики криминал, корупција, нефункционална држава, критиките на Хан? Секако дека допират. Тие допираат само на адреса на коалицијските партнери, а вие сте амнестирани од одговорноста. Не, ние не сме воопшто амнестирани од одговорноста, ние ги адресираме сите тие прашања и најдобро ги адресираат граѓаните. Дуи не изгуби ниту еден глас на овие избори, добивме од 100 до 137 милијади гласови во контото на заедничкиот кандидат. Тоа го вели нашиот аналитички тим денеска, но секако над 100.000 гласови кои што Дуи ги придонесе за вечерашнава победа. Тоа не е загуба, тоа не е критика од страна на нашите граѓани, тоа е препознавање на далекосежните политики на господинот Ахмети, кој што всушност во ова испреплетување на ставови помеѓу двете најголеми македонски политички партии СДСМ и ВМРО ДПМН се појавува како столб на стабилност на државата и константа во сите овие ситуации во кои што се наоѓа нашата држава од 2002 година па се до денеска. Би сакал тука да изразам длабоко жалење. Очекував дека ќе има представник на Алијансата, го најавивте Таравари. Знам зошто не е дојден. Затоа што воопшто не гласаше денеска, затоа што воопшто не гласаше ниту Зијадин Села, затоа што воопшто не гласаше ниту Ремзи Мехмеди, кој што им беше шеф на штаб и е подпредседател на партијата, и затоа што огромното мнозинство на нивното членство не гласаше. Вклучително бев подготвен да му ги прочитам сите тие кои што повикува на бојкот на социјалните мрежи низ целиот овој ден и низ последните 2-3 дена. Што значи, Алијансата и албанската опозиција се построи со Русија, се построи со силите кои што не сака да ја видат Македонија интегрирана во НАТО и Европската унија, со председател кој што го признава Пресванскиот договор, кој што гласал, кој што го признава законот за јазиците и кој што признава јазична равноправност и кој што сака да ја види Македонија во НАТО и Европската унија. Албанската опозиција, за жал, се построи во силите кои што сака овие председателски избори да не успеат. Добро, Груби, во овој момент гледам дека нашиот Борјан Јовановски има ексклузивно право. Што значи во јуни напорите да добиеме датум за преговори. Значи во тој момент, кога ќе влезам во кабинетот, сакам веќе да ги имам луѓето кои ќе бидат околу мене и во истиот момент да се приклучам во нашите напори за приклучување кон ЕУ и кон НАТО. НАТО е работала заодена доста и тоа во однос на Европската унија. Мислам дека треба уште малку дополнително дипломатско лобирање. На дипломатијата и фалат многу амбасадори во дипломатските мрежи. Ќе успеете ли во кратко време пред самитот во јуни со министерот и со премиерот да Најверојатно не, затоа што таму состојбата е срамна. 22 амбасади немаат амбасадор. Немаме амбасадор кај стратешкиот партнер Вашингтон. Немаме амбасадор во НАТО. Да не кажам кај све немаме. 22 ќе направам се, бидејќи сега нема да има потреба да се расправаме како со Иванов до сега, тоа што побрзо да се затвори, ама за јуни не мислам дека ќе можеме да успееме поголем дел од тоа да го затвориме, но ќе работиме и преку лето, не е проблем. Како новен председател, дали кој е според вас императивот на внатрешен план во процесот на реформите, што итно оваа влада треба да направи за да успее да го добие посакуваниот старт за преговори за членство со Европската унија? Да го донесе за стартот за јуни, ако збориме значи на краток рок, мора да го донесе законот за СЈО и да го остави во редовниот обвинителски систем. Без тоа немаме шанси да разговараме за датум за преговори. Двотретинскиот законот, верувам во ова што го слушам дека се прават максимални напори да се обезбедат 2/3, бидејќи тоа е од интерес за сите.
не само да гони што било порано криминал, него да ги гони и сегашните и идните криминалци. Немате честитки од ВМРО ДПМН, ќе имате ли иницијатива за воспоставување диалог како за СЈО, така и за многу други работи за кои е потребен диалог? Јас ќе не мора да честитаат ако не сметаат, меѓутоа моја обврска е како претседател на сите, не мислам дека е тоа блеф или треба да се лажеме околу тоа, ја ќе им пристапам на нив како на политички субјект за сите битни законски проекти од кои зависи днината на оваа земја. Ви благодарам за разговор. Тоа беше краткиот разговор и првиот разговор кој Стево Предаровски го даде по објавувањето на резултатите дека е избран за нов пети поред председател на Република Македонија. Студио, за жал, немаме контакт, не ве слушам и ви оставам се понатаму на вас и вашите анализи. Борејан, будно те следиме со нашата камера, нема да се кира за контактите. Артем Груби и Трајко Славевски во финишот на дебатата што не очекува? Релаксација или заострување на политичката атмосфера? Во смисла на легитимна политичка борба, принципиелна, мислам дека ВМРО ДПМН ќе продолжи уште посилно охрабрено од овие резултати, како партија што ги постигна во голем број општини во Република Македонија. Ако сакате да само краток коментар на она што беше претходно кажано од мојот соговорник, мислам дека не можеме од овој резултат вечерашен да извлечеме заклучок за нечи коалицијски капацитет на како партија. Овде, како што ви кажам, гласаа граѓаните. Ниту ДУИ, мислам, не може да го открие... Добронамерен беше, не може да го открие... Поќе беше коментар совет, него ли... Не може да го открие вистинскиот резултат, нели? Затоа што во средината, кај што денеска јас наблюдував, ДУИ има, како да кажем, има мал број на гласачи и симпатизери. Но тие, по броењето на гласовите, гласа за господинот Стево Пендаровски, како граѓани на Република Македонија, нека додадат што сакат каква придавка, веројатно од своите определби и чувства. Не гласа за Стево Пендаровски заради ДУИ, во тоа ве уверувам. Не сте право, професоре, ќе ви покажам една снимка од еден гласач кој што вели, го прашува новинар албанец и вели, па излегов затоа што така ми кажа Али Ахмети. Значи, единствените кои што не излегува денеска и кои што не го послуша господинот Али Ахмети се Зијадин Села, Арбен Таравари, Ремзи Мехмеди, цела таа плејада од алијансата која што се построи со источните влијанија кои што не сакаат добро на Република Македонија. За жал, единствените албанци во земјава кои што не се залагаат за Европска унија и за НАТО. Може да прашам со тоа, два пати го повторувате. Дали мислите дека тие источни влијанија се однесуваат и на партијата што ја поддржа Гордана Силјановска? Не, ја ги коментирам албанските политички партии кои што беа единствените, кои што го бойкотира процесот за кој што се залагаше и Вашингтон и Брисел да биде успешен, да се дојде до цензус за да добиеме председател на нашата држава, за да ги откочиме сите процеси и да не го загрозиме патот на ратификација на протоколот за членство во НАТО, добивањето на датум. Ја имам едно прашање. Појле. Затоа што така ми рече Али Ахмети. Да. Тоа е затоа што верува во Али Ахмети или има страф од Али Ахмети, па така мора да гласа? Тоа е затоа што Али Ахмети е победник од 2002 година па се до денеска и затоа што ниту еднаш не ги изневерил ниту своите гласачи, ниту државата која што ја застапува и затоа што, како што ви кажав, е пилар столб на стабилност во нашата држава и единствена константа од 2002 па се до денеска. Се менува, само Али Ахмети останува победник. Добро, еве во овој момент е Гордана Силјановска, професорката Гордана Силјановска Давкова, председателски против кандидат во седиштето на ВМРО ДПМН. Го очекуваме говорот на професор Силјановска. Почитувани присутни, заврши изборната трка, заврши изборната сага, невообичаена за мене и чудно се чувствувам.
Бројките говорат за пораз. Обично поразените не се чувствуваат добро, но јас никогаш не сум се чувствувала посмирено, побогато, поисполнето, попродуховено. И од срце ви благодарам на сите кои верувавте дека некој кој не е член на партијата може толку многу да се сближи со оние од Унијата на жените, со членовите, со коалиционите партнери, со симпатизерите, ама најмногу со граѓаните. Ние жените обично забележуваме кај другите жени се, па јас во последно време слушам дека сум се подмладила и дека сум изгледала поинако од првите денови на моите настапи. Погодувате зошто? Токму заради граѓаните. Јас и не знаев дека директните средби со нив, зашто јас верував дека ако им се обраќам ним, ако им понудам визија ним, на граѓаните, дека ќе може да помогнам во градењето демократија во Македонија, која ја нема, и добив невидено разбирање, невидена енергија, диалог кој ми говореше дека она што го кажувам допира до нив, не само до нивниот ум, туку и до нивните срца, и верувале или не, тоа ме подмлади. И јас сум и неверојатно благодарна за оваа ретка прилика. Денешниот ден ми личеше на Вивалди. На 4 годишни времиња, признавам, си мислев дека утрото почна со дожд, немаше многу светлина, значи наликуваше на зимско, но дека на крајот ќе помине низ сите годишни времења и ќе заврши како пролет. Предпоставувам дека заврши како пролет за другите, за победниците, но воопшто за мене не е зима. Верувале или не, ама да добиете, речиси, 370.000 гласови е голема благодарност, а згора и да станете позната по улиците како Гога. Тоа е нешто што мислам дека е ново во политиката во Македонија, а да не говорам дека за 2 недели да добиете, речиси, 50.000 гласови, разговарајќи со различни групи на луѓе, навистина е голема инспирација за мене како човек и затоа велам дека вечерва знам дека Вардар победи, знам дека победи против кандидатот, но не мислам дека јас како поединец, ниту јас како кандидат на ВМРО ДПМНЕ ја загубив битката. Некој може да помисли дека
наивно влегов. После колку 30 децении повторно во политиката, не е така. Јас мислев и се уште мислам дека политиката има логика ако се перцепира како навистина како уметност на можното, во смисла на уметност да подобрите нешто во политичкиот систем, да го демократизирате, да внесете нешто ново, да ги проблематизирате лошите практики, да критикувате, да повикувате на граѓаните и на нивните потреби, да посочувате на добрите европски практики и приказни и се разбира да нудите решенија. Се обидов да го направам тоа, но не можам да не кажам дека политиката во Македонија се уште не е уметност. Политиката во Македонија се уште е во рацете на партиите. Тие всушност одлучуваат најмногу и пред се за тоа кај кого ќе отидат гласовите, а не самите граѓани. Може да речете дека сум цинична и разочарана, меѓутоа, ако го анализирате контингентот на гласовите, што се пренесе во вториот круг, врз основа на преговорите, кај оние кои преговараа, ќе видите дека политиката во Македонија се уште значи одговор на прашањето кој, кога и како добива, што би рекол еден познат политиколог Харолд Ласвел. Прашање е, резултатот се разбира е јасен, но прашање е дали ваквиот резултат, спореден со резултатот на победениот, во случајов јас се разбира, дали води кон помирување и обединување, или пак означува една поделба внатре во државата по повеќе основи, поделба која има карактер на интраетничка поделба и прашање е дали синтагмата заедно одиме напред, навистина го ветува тоа. Треба добро да се размисли. Кога реков дека влегов со чисто срце, со големи желби за промени, мислам на следново. Не се срамам што учествував во оваа кампања, зашто се обидов да внесам еден поинаков говор, се обидов да го кренам нивото на дебатата, се обидов да бидам своја, се обидов да се однесувам според нормите на знаењето и умот, се обидов да не заборавам на етиката. Се разбира, тоа беше неминовно, зашто мотото на мојата кампања беше правото и правдата, а каде што има право и правда, има и морал и етика. Зошто сум задоволна од учеството и зошто е ова можеби
најпрестижната школа во мојот живот. Политичка школа, политичка битка. Зошто мнозина кои ги запознав и кои ме запознаа, без оглед дали се тоа млади луѓе, кои сум ги учела или од кои сум учела, луѓе кои не биле во политиката или ако сакате и странци, на високи позиции, велат дека по овие избори ништо нема да биде веќе исто. И дека, ако јас имав замерка на многуте дебати, оти се невообичаени, сега мислам дека вредело да се учествува во нив, зашто зборовите не исчезнуваат, запишани се, запомнети се, ќе се анализираат и се надевам дека ќе ги имаат наум и новиот председател, и политичарите од власта, но и политичарите од опозицијата, но пред се граѓаните. Се разбира дека ми остануваат и многу прашања, кои ме мачат како жена, например за многуте женски организации во Република Македонија. Со многу од нив сум била блиска во минатото, сум предавала прва за жената и политиката, сум се борела за родова рамноправност и димензија на сите нивоа. Ми останува прашањето и за диаспората. Ми останува прашањето и за дилемите на луѓето кои велеа дека не треба да се излезе на овие избори, оти не смее да се легитимира името, веројатно очекуваа дека нема да има цензус. Но кога е во прашање името, јас морам нешто да повторам. Не знам колку е соодветно да велите дека некој не потпишува укази за закони, зашто не му се допаѓало името. Тоа за мене е навредливо. Јас отворено еве вечерва ќе кажам дека не ми се допаѓа мене новото име, но референдумот покажа дека не им се допаѓа ни на многу други граѓани, македонци, но и други. И знаете што? Мислам дека прашањето не е во ред, зашто човек се сродува некако со името, ужива во него, и јас се плашам дека ако има многу луѓе на кои не им се допаѓа името, да не води тоа наместо до помирување, до некоја поделба внатре македонска, внатре граѓанска, внатре државна, на едни на кои им се бендисува името и на едни кои не го прифаќаат името. Зошто важно е да има консензус за олку важни, олку битни прашања за да се оди напред. Оти не можете да одите напред дури ако имате зад себе бројка која ви обезбедува победа, ама една огромна друга бројка не оди по вас, не се согласува со вас. Има големи прашања неодговорени. Мислам дека добро треба победниците да размислат за ова. Зошто поделбите
не креираат амбиент за реформи, туку само помирувањето и консензусот околу најважните прашања создаваат погоден амбиент за реформи, а нам ни се тие насушна потреба. Не можам, уште еднаш, бидејќи ги гледам овде, луѓето кои кога ми предложија, барав долго време за да размислам дали да прифатам. Прифатив да бидам непартиски кандидат, но мислам дека она што поттикна многу граѓани да ми веруваат, да сакаат да бидат со мене, да ме поттикнуваат, беше што во мене препознаа личност. За председател е важно да бидете личност, да бидете своји, да умеете да кажете и не, да умеете да критикувате. И јас мислам дека тоа го остварив. Како професор, бидејќи во моментов сум професор, само професор, не веќе ни кандидат за председател, ни председател, морам да кажам дека на председателските избори во Македонија овие сепак победи, според мене, партитократијата, а не демократијата. Јас до вчера тврдев дека граѓаните имаат право да гласаат по свое како личности. Меѓутоа, резултатот не го потврдува ова. Тоа можам и научно да го докажам. Но тоа е реалноста. Се разбира дека обично сите кои нема да победат велат дека изгубиле една битка, меѓутоа не биле поразени. Сепак, како и во утакмиците, така и на изборите, бројките се тие кои што овозможуваат победа или зборуваат за пораз, меѓутоа сосема накратко. Покрај тоа што им благодарам на оние кои што ме номинираа и ме избраа, најмногу им благодарам на граѓаните. Не сум знаела дека толку различни и толку прекрасни луѓе има во Македонија. Научив многу за нивните проблеми. Им ветив дека ќе сторам се надевам дека победникот ќе искористи нешто од тоа. Им се заблагодарувам исто така и на новинарите. Понекогаш човек кога ќе се соочи со прашања од секаков тип може да се налути. Меѓутоа, мене ми е јасно дека без нив не може да има демократија. Да не беа тие, може би јас не ќе можев да одговорам на прашања што понекогаш и може би не сум ги посакувала, не сум ги очекувала, но сега гледам дека за тоа постојат тие, за да поставуваат проблематични прашања, да бараат одговори. Некогаш може да им се лутите, меѓутоа
сваќам која е нивната улога. Се разбира, се надевам дека нема триумфализам да завладее во Македонија, зашто сите власти, а во оваа земја одамна поделбата на власта не функционира и човек посакува да не бидат властите на едно место, меѓутоа се надевам дека нема да завладее триумфализам. Се надевам дека за најважните прашања ќе се бара мислење и од противникот, но едно знам. Со ова сите проблеми во Македонија не се решени. Едно е јасно, бројката на добиените гласови, иако зборува за конфликти во Македонија или ако сакате за огромни разлики и спротивставеност на ниво на, да речеме, град-село, бидејќи бројките зборуваат за сосема различно однесување, едно е јасно. Овој резултат е за мене, но не е само за мене. Овој резултат покажува дека во Македонија, во опозицијата мора да се препознае важен актер и фактор во понатамошниот развој. Ова покажува дека власта не е толку силна како што мисли. Дека многу од гласовите што ги имала ги изгубила. Да не речам дека легитимитетот, ако мисли дека со овај е зацврстен, се лаже. Кога ќе ги споредите бројките, гледате една чудна конфигурација на гласовите, што бара преиспитување на однесувањето и концентрирање на вистинските проблеми. Ке речете, само победата на овие избори го актуелизираше прашањето за предвремени парламентарни избори. Јас не мислам така. Резултатот зборува за делегитимирање. Резултатот наметнува потреба од разговори и преговори како да се оди напред, но јас мислам дека ситуацијата е таква што сериозно треба да се размислува за предвремени парламентарни избори. Зошто бројките кога ќе ги споредите, неминовно се гледа дека ситуацијата е радикално сменета по протекот на овие 2,5 години. Ако придонесов за тоа, тогаш сум многу среќна. Сигурно е тоа едно камче во демократијата што ја нема, тогаш јас сум задоволна и среќна, а мислам дека граѓаните на Република Македонија заслужуваат промени. Ова не е промена. Вистинската промена допрва доаѓа, има сериозни несогласувања околу клучните проблеми, се додека тие постојат, не може да се оди напред.
се разбира дека председателот има важни функции, меѓутоа мислам дека ефективната власт е во владата и во премиерот. Повторувам, Македонија мора да размисли сериозно, и оние на власт, и оние во опозиција, дали на една од најсиромашните земји и треба олку голема влада, заменици, советници, заменици на замениците. Тоа е неодржливо. Мислам дека ни треба рационална, ефтина држава со квалификувана администрација. Не видов спремност кај оваа власт тоа да го стори, затоа мислам дека граѓаните, не само заради тоа што јас го промовирав во мојата програма, туку затоа што неминовно имаат потреба некој да се сврти кон нив, тоа се погласно и погласно ке го бараат. Овие речиси, јас ја не знам во последната бројка, 375.000 гласови, погласно говорат од мене за потребата од промени. Ако е сериозна оваа власт, сериозно ќе се однесува кон овој резултат. Тоа не е само мој, тоа е на сите, уште еднаш, на сите што сте собрани. Ви благодарам. Ова беше, повторувам, најинтересното политичко искуство во мојот живот. Се однесував одговорно кон предизвикот, сторив се што знаев и што можев и мислам дека тоа е инспирација. Ви благодарам за присуството. Уште еднаш не се чувствувам како поразена, се чувствувам како наградена за сето она што го сторив и на оние што ме поддржуваа, и на оние што им веруваа. Од срце им благодарам. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност, после онаа пародија која што ја видовме пред малку од страна на Заев Зоран и Пендаровски Стево изведена, би сакал да се обратам на македонската јавност како председател на најголемата политичка партија во Република Македонија, ВМРО ДПМН. Зоран и Пендаровски Стево знаат што ги чека и што ќе им тежи од денеска па натаму. Затоа што без да им тежи тоа од денеска па натаму, они денеска немаше да ги имаат оние кисели скаменети насмевки на нивните лица. Затоа што од денеска на нив им почнува вистински политички пекол, кој што ќе го предводи ВМРО ДПМН како најголема политичка сила во Република Македонија. Стево вика, слушајте го врховниот командант. Јас велам, повторно грешите. Слушајте го народот.
Браќа и сестри, картата е црвена, тоа се боите на победата, на народот, на ВМРО, на Македонија. Реалноста значи победа во најголемиот број на општини, во голем број на случаи каде ВМРО, ДПМН победи во првиот круг, сега победивме со уште поголема и поубедлива разлика. Му се допаѓало тоа некому или не, но денеска реалноста е следна. Ако имаше парламентарни избори, партијата која народот ја избра на овие избори и која ќе освоеше најголем број на мандати и пратеници е ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН споредено со коалицијата на СДСМ, да ве подсетам на најголемиот дел партии кои што се дел од коалицијата на СДСМ, онаа хотел коалиција, освои најголем број на гласови. ВМРО ДПМН направи одличен резултат. Новата реалност е дека ВМРО ДПМН е повторно најголемата политичка сила во Република Македонија. Не навредува, измислува, конструира сценаристите. Го ставија членството на ВМРО ДПМН под политички прогон. Го замрзна имотот на партијата. Ни гиускратија финансиите што со закони следуваат. Не уценува, се заканува на нам и на нашите блиски. Но ние работевме. Работевме и заедно со професорката Гордана Силјановска-Давкова дојдовме до близу 380.000 гласови. И ќе продолжиме да работиме, а тие повторно нека продолжат да измислуваат, да креираат, да конструираат под политички прогон, да го стават членството на ВМРО ДПМН. Но не смеат да заборават дека ВМРО ДПМН е коренот на македонскиот граѓанин во Република Македонија. И што и да прават, што и да чинат, не можат да не избришат. Ние продолжуваме да работиме со два пати поголема мотивација и поголема енергија од овој момент па натаму, да на следните парламентарни избори ВМРО ДПМН ја стигне онаа бројка која што ја заслужува, а тоа е близу половина милион гласови. Би сакал да ја подсетам македонската јавност за следно. ВМРО ДПМН, коалицијата за подобра Македонија, коалицијата со народот и професорката Гордана Силјановска-Давкова победи во, бидејќи ветив, ќе почнам со Зелениково, аеродром, Газибаба, Ѓорче Петров, кисела вода, Сопиште, Петровец, Илинден, во Бутел е нерешено. Гордана победи и во Битола, Велес, Кавадарци, Гевгелија. Слушнав дека Заев Зоран кажа победиле во Охрид за градоначалник. Но нека си го постави прашањето зошто нивниот кандидат за председател изгуби со повеќе од 1000 гласови во Охрид. Исто така, Зоран Заев рече дека победиле за градоначалник во Ново село, но треба да си го постави прашањето зошто неговиот кандидат за председател изгуби со повеќе од 600 гласа. Победивме во Прилеп, во Кочани, во Свети Николе,
во Штип, во Босилево, Валандово, Василево, Вевчани, Виница, Градско, Дебарца, Демиркапија, Зрновци, Карбинци, Кратово, Криогаштани, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Новаци, Пехчево, Пробиштип, Росоман, Старо Нагоричане, Чешиново, Блешево и Тесноево, Радовиш. Драги пријатели, треба да се знае дека ВМРО ДПМН, Гордана и народот, Коалицијата за подобра Македонија, бевме од едната страна, а од другата страна беше онаа хотел коалиција, предводена од СДСМ, ДУИ, ДПА, НСДП, Алтернатива, Либерално-демократската партија, Либералната партија и сите оние 31 членка на таа хотел коалиција. Но и против делот верските лидери, кои индиректно или директно не дозволиво за секуларна држава дадоа подршка на Заев Зоран и Пендаровски Стево. Пред 5. мај кажав, а денеска ќе повторам, Гордана може да изгуби заедно со народот, само со тежок фалсификат или изборен инженеринг. Тоа и се случи. Зошто викаме да има неправда? Затоа што денес имаше нерегуларности, уцени, закани, притисоци, веројатно и брзи прсти, но индиции за подкуп. Ова не се европските вредности. А Европа е се повеќе далечна цел со овие луѓе. Ова не се ниту македонски вредности, зашто граѓаните не се такви. Затоа на Македонија и требаше техничка влада, која ќе може да гарантира сигурност и непристрасност на процесот. И затоа Заев Зоран избега од предвремени избори, иако велеше дека ќе не прегазал, но се плашам дека ќе беше прегазан. Затоа што таму и тие избори, овој процес ќе го спроведуваше на таква техничка влада. И ова не го кажувам да барам алиби. Ова го кажувам зашто ова е вистината за реалноста во Македонија. Жалната и тажна реалност. И затоа треба правда. И ве гледам во очи и ви кажувам, ќе успееме. Македонија заедно со народот, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ќе успее. Јас не давам ветувања кои не можам да ги исполнам. И еве кажувам, ова власт која што ја предводи Заев Зоран и СДСМ свесна е дека е веќе минато и ќе падне. Ке ги поразиме заедно со народ, со честниот и домакински народ. И колку и лажно да се силат, колку и лажно да се прикажуваат дека победили убедливо да слават, знаат дека е ова лош резултат за нив. Резултатот е последица на бескрупулозното пазарење. И ти тоа, господине Заев, го знаеш. Знаеме и јас и ти што све си ветил за ова денеска да се случи. Но ова ќе ти тежи и на тебе и на Пендаровски Стево. А денес Македонија се буди во нова реалност. Обштествена реалност која значи делегитимирана власт. Благодарам на сите кои гласа. Овие луѓе се херои, бидејќи ја дадоа поддршката во едни вакви услови. Но ќе ги споменам и разочараните кои не гласа. Сигурно имале добра причина за тоа. Нека не следат
И ќе ги убедиме дека ВМРО ДПМН е изборот, преку понудата која ќе ја дадеме и решенијата кои ќе ги понудиме. Ќе ги споменам и оние кои не гласаа за ВМРО ДПМН, но честно го дадоа својот глас. Кон сите граѓани се однесувам со подеднаква почит. Дозволете ми да и се заблагодарам на професорката Гордана Силјановска-Давкова, професорке, вие сте жена за пример. Честна и со екстремно цврст морал. ВМРО ДПМН и јас лично сметаме на вас, на вашето знаење, на вашиот бесконечен кредибилитет. Вие сте хероината на народот. Фала ви за се што направивте. Професорке, ова е ваш дом, исто колку што е и наш. Ова е ваш дом и така и ќе остане за секогаш. Драги пријатели, ова не го зборувам само за пуста власт, за функции. Ова го правам за принципи и вредности, затоа што верувам во морал и верувам во успех. Продолжуваме онаму каде што застанавме. И ви ветувам дека нема да ве разочарам. Одиме заедно и заедно ќе победиме. Кога сите мислеа дека нема да успееме, ние успеавме. Оваа вечер нека ни биде една од оние вечери кога ќе тагуваме за неправдата, но ќе се радуваме за она што заедно го сторивме изминативе 5 недели. А сторивме навистина многу и за Македонија и за граѓаните во Република Македонија. Македонијо, главата горе високо, имаш ти чеда кои што се достоинствени да те бранат, а јас ти ветувам дека ќе те одбранат. Да сте ми здрави и живи, да ни е вековита Македонија. Ви благодарам.